За многу години е насловот на концертот на фолклорниот ансамбл Кочани, што се одржа во Центарот за култура Бели Мугри. Напорната работа на фолклористите, членови на ансамблот, нивните кореографи и оркестерот се исплати. На задоволство на сите, концертот помина подобро од очекуваното. Салата на Центарот за култура Бели Мугри беше претесна да ги прими сите оние кои сакаат да бидат дел од концертот, кој што е традиционален и кој што овие играорци го подготвуваат секоја година за време на божикните празнувања. Со своето присуство ги почести и градоначалникот Николче Илиев, кој беше во публиката. На концертот настапија сите фолклорни групи во состав на ансамблот, од најмалите па се до рекреативната група играорци. Публиката имаше можност да ги види веќе познатите ора, кои ги играат играорците: Правото, Повардарие, Водарки, Тропнало оро, Источна, но и сценската адаптација Садило, во која се представени староградски охридски игри и песни. Името го добила по истоимената група која во крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век била една од најбараните групи кои свиреле на секаков вид прослави и посебни етникуми. На концертот играа и гостите, женската фолклорна група Радовишанки Етнос со Тресеница и членовите на фолклорното студио Етнос од Скопје со Кумановка. На крајот од концертот публиката имаше можност да види една нова поставена кореографија под наслов Ораовички собор, која за да се игра од страна на фолклористите на Кочани се погрижија кореографите Ристе Ѓоргиев и Јана Николова. Станува збор за сценска адаптација од етничките предели Радовишко поле и Радовишки шоплук. Во таа сценска адаптација е прикажан собор во кој може да се забележат разликите помеѓу поляците и шопите. На концертот свиреше оркестар составен од Оливер Настовски ут, Марко Младиновски кларинет, Бажа Јованов гајда, Дејан Донев тапани, Методи Ѓоргиев прим, Диме Атанасовски виолина и Ристе Ѓоргиев канон. На членовите на оркестерот и на сите играорци и гостите им беа доделени дипломи за учество на концертот.